Да се подигне свеста кај мажите за сопственото здравје. Со оваа цел месец ноември е прогласен за месец на машкото здравје или уште декларирано како Мовембар. Колку мажите водат грижа за сопственото здравје и колку често посетуваат лекар само заради контрола? Прашавме на терен во Штип. Анкетираните пред се повозрастни граѓани велат дека грижата за сопственото здравје е најважна без разлика дали станува збор за мажите или жените. Дел од нив посочуваат дека често одат на контрола, но има и такви кои лекар не посетиле со години. У зависност од возраста, у помладите години, многу ретко и скоро никако. Како што времето мине, у зависност од здравствената состојба, така го темпираме и одењето на лекар. Тоа е нормално, кој нормален човек не води грижа за здравјето. Меѓутоа, самата здравствена состојба покажува дали има потреба, а тоа е многу лошо. Лошо е затоа што ипак нормални лекарски контроли се редовно да се вршат. Па не многу често, 2-3 пати одам. Ја што сум 40-50 години додат за простата почесто да прават после. Од тоа е подмукло, не знаат како се јавува со контролата, се одма открива тоа. Многу често на контрол. Многу често контрол. Треба почесто да прават контроли. Никој не одам на контрола. Нема потреба да одам контрола. Пијам си редовно ова што се терапијата и тоа. А како не водам? Кој друг ќе ми води грижа? Во месец ноември се спроведува кампања која е посветена на машкото здравје со цел да се води поголема грижа за болестите кај мажите, пред се за ракот на простатата. Ракот на простатата е најчест тумор кај машката популација. Од друга страна, ракот на тестисите е тумор кој главно ги погодува младите меѓу 20 и 35 години. Раното откривање на двата вида на рак е од суштинско значење за да може да се започне со соодветниот третман, што е можно побрзо и да се зголемаат шансите за лекување. Според статистиката, мажите живеат околу 5 години помалку од жените. Иако причините за ваквата ситуација во дел се биолошки, сепак начинот на живот игра мощна клучна улога. Истражувањата и искуствата велат дека многу често машките лица своето здравје го ставаат во втор план. Токму заради овие причини се советува почеста контрола и грижа за сопственото здравје.